Благодаря градоначалниче. Все това не би било възможно без инициативата на Македония 2025, наречена Науката и аз. Проект кој е подржан од Джонсон Мети, програмата на НИФ. Во рамки на проектот тие обучија 20 мотивирани млади наставника по природни науки, меѓу кои беа и нашите драги и почитувани наставнички Ана и Маја. Ни представува чест да ѝ посакаме срдечно добредојде на раководителката на програми од областта на образование и лидерство на Македонија 2025, Нена Манчев, победите да се обрати.
Георгия нямаше никой от нас да има можност да види тези страни. Како го продуктивна, ние ни додадохме здравето, ние сега задолеваме вода и ги спричили да изпитваме. Програмата за управление на следницата преподигнува ресурсите и случността на Хромсов век, с употребите на планната седмица, с управление позитивно влияние на младите луѓе и нивните образовни амбиции. Овој ангажман на Хромсов век е во согласно со нивната политика која преоткакува проблемите да земат учество во волонтерски активности, со што се повеќува нивната вклученост во поддршка на научните и образовни иницијативи. Токму затоа ни представува задоволство што се со нас и представниците на Джонсон Меди. Во оваа прилика би сакале да замолиме еден од вас да ни се придружи и да сподели со нас како и зошто токму ја избрал науката за своја работна професија. Ја поканувам Ивана Тасиска Поведена.
Opštinsko osnovno učilište Josip Broz Tito od Valantovo, со ментор наставник Елена Антонова. Ке ги поздравиме и нашите другарчиња од Куманово, кои за жал го откажаа своето. И нормално за крај, ние како училиште домаќин, Општинско основно училиште Свети Климент Охридски од Делчево, под менторство на наставничките Ана Попова и Маја Стоевска. Наука, уживај! Стартена градина. Експериментът стартена градина е клучен процес. Той е процес кога стаклените газови се събираат во еден дел от тропосферата и се формира щит. Тој щит ги отбива зраците, што ја зрачат земјата и дава живот за разлика од другите планети без атмосфера. С големената концентрација на штетни газови придонесува да се формира топлински щит, што не дозволува сончевите зраци да поминуваат. Но сончевите зраци што ги возможи да ја поминат, ги држат сите на површината на земјата. Ние со овој експеримент ќе го прикажеме тоа. Лампата представува сонцето која зрачи земјата. Првата шиша има нормална концентрација на воздухот. И кога го вклучиме термометрот, може да приметиме дека температурата или ќе почне да се намалува или ќе остане иста. А во второто шише ставиме сода бикарбона и оцет, што придонесува да настане хемиска реакција и се ослободува јаглероден диоксид. Добро. Гледаме дека температурата тука многу побрзо и повеќе се зголемува, отколку температурата во шишето каде што има нормална концентрација на воздух. Ова се случува од хемиската реакција што ослободува јаглероден диоксид. Фабриките и автомобилите се еден од најголемите производувачи на јаглероден диоксид, што вештичко и дополнително изтопуваат нашата земја. Најштетен последок може да биде глобалното затоплување, но има уште еден посредник што се нарекува кисел дожд. Тоа настанува кога штетните газови ќе се спојуваат со вода на пареа во облаците и потоа преку дождите ќе паднат на земјата. Исто така, ние со нашето училиште организираме ден без автомобили, бидејќи автомобилите се едно од најкористените возила, но исто така едни од најголемите производители на јаглероден диоксид. Така, ние одлучивме да имаме ден без автомобили за да го намалиме јаглеродниот диоксид. Пазете кабелче. Кидете да се тргнем јас за да пријателја. Ајде, супер, не. Ајде, више. Треба да циркулира. Не прави нищо.
Ајде. Ајде дзирне. Која е виделна тука? Таму во едно има кромица. Ето Тука тоа не е, тоа е кромица. Амо најде се. Ајде. Камата боја повторно која ги надобра. Како се граби? Нема врска со